сте во урбаните вести. Во иднина, училиштата и градинките ќе имаат задача посериозно да се грижат за исхраната на децата. Деталите за овој прилог ќе имате можност да ги то знаете подолу во вестите. А сега следуваат настаните кои го одбележаа денот. Клинички центар ќе се гради во Бардовци. Акција за собирање електронска и електрична опрема во Газибаба. За подобар развој кај децата потребна е избалансирана храна. Паметни градови, можност за квалитетно урбано живење. Новиот клинички центар ќе се гради на локација во близина на психијатриската болница во Бардовци, а планирано е таму да бидат сместени и медицинскиот факултет, соодветен истражувачки центар и кампус за студенти по медицина. Според проценките, изградбата треба да почне за 1 година, а да трае 4 до 5 години. Клиничкиот центар ќе се дислоцира, одлучи владата. Ќе се гради во Бардовци, во близина на психијатриската болница. Оваа одлука е донесена по консултации со архитекти, лекари и граѓани, рече министерот за здравство Венко Филипче. Тврди дека на постоечката локација нема сообраќајно решение и не се овозможува лесен пристап до здравствените услуги за пациентите. Се бараат начини како да се избегне плаќањето пенали од 5,5 милиони евра кон Банката на Советот на Европа, бидејќи договор веќе бил потпишан. Според првичните анализи, изградбата на новиот клинички центар на новата локација би чинела 420 милиони евра. Изградбата на новиот клинички центар предвидено е да започне за 1,5 година. Се проценува дека градежните работи ќе траат од 4 до 5 години. На истото место планирано е да се гради медицински факултет, истражувачки центар и кампус за сместување студенти по медицина. Од денеска, граѓаните ќе имаат можност правилно да се ослободат од малите неисправни електрични и електронски уреди во екозоната поставена на просторот меѓу основното училиште Стив Наумов и пазарчето во Автокоманда во општина Газибаба. Оваа екозона е дел од големата акција на нула отпад и општина Газибаба за собирање на ваквиот отпад од домакинствата и компаниите на територија на општината. Општина Газибаба во соработка со нула отпад започнува голема акција за собирање отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата и компаниите на територија на општината. Потребата на граѓаните и компаниите да се ослободат од старите уреди придонесе да се постави екозона во општината и тоа на просторот меѓу основното училиште Стив Наумов и пазарчето во Автокоманда. Во оваа екозона граѓаните ќе имаат можност правилно да се ослободат од малите неисправни уреди или пак за погабаритен отпад може да се пријават на еколинијата на нула отпад 072 236 000 и директно од домовите или компаниите да се подигне отпадот. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека ја поддржува оваа акција и ги повика жителите да се приклучат кон истата и правилно да го одлагаат својот електричен и електронски отпад. Општина Газибаба се грижи за своите жители и ја поддржува акцијата на нулта отпад, па во тој контекст денеска во населба Автокоманда во општина Газибаба се поставува екозоната на нулта отпад. Ги повикувам жителите на општина Газибаба да се приклучат кон оваа акција, да го пријават електричниот и електронскиот отпад, но и да се ослободат од малите неисправни уреди, батерии, фрлајќи ги во наменските садови поставени во Автокоманда. Ова е континуиран проект кој ќе се спроведува на територија на општина Газибаба во соработка со урбаните и руралните заедници и колективниот постапувач нула отпад. Директорот на нула отпад Маријанчо Дамески истакна дека за граѓаните кои имаат електричен или електронски отпад од поголем обем, освен што ќе може да пријават за да се собере од нивниот дом или компанија, ќе има и организирани акции за кои подетално ќе информираат. Желбата ни е поради тоа што малите куќни апарати претежно завршуваат во контейнерите и не се собираат. Со овој контейнер веќе ќе овозможиме на граѓаните да се ослободат правилно и да тие уреди не завршат во комуналниот отпад. За поголемите уреди, како што кажа градоначалникот, веќе ќе имаме една еколинија која што граѓаните ќе можат да се јават и да им се превземе бесплатно од нивните домови.
Планот на колективниот постапувач е во иднина во сите институции во оваа општина да постави садови наменети за отпадни батерии и со тоа да ја реализираат целта, а тоа е здрава животна средина и здрав живот за секого. Вакви екозони, освен во Газибаба, поставени се и во општините Аеродром и Карпош. Заклучно со вчерашниот ден во управата за јавни приходи биле поднесени 235.258 пријави. Управата ги потсетува граѓаните дека рокот за пријавување истекува во четврток на 16 март. За избегнување на метежот, граѓаните можат да поднесуваат годишни даночни пријави и во мобилните даночни шалтери. До крајниот рок за поднесување годишни даночни пријави кој истекува во четврток следната недела на 16 март, се очекува околу 170.000 граѓани да ги пријават своите приходи во управата за јавни приходи со поднесување годишна даночна пријава. Како што информираат од УЈП, заклучно со вчерашниот ден се поднесени 235.258 пријави, од кои најмногу во Скопје 86.643, со цел избегнување на метежите на даночните шалтери, особено во Скопје. УЈП потсетуваат дека граѓаните може да ги поднесат пријавите и во дополнителните пунктови, кои УЈП ги отвори за прием на годишните даночни пријави во Центар, како и општините Ѓорче Петров, Бутел, Газибаба и Аеродром, или да ги поднесат преку мобилните даночни шалтери, кои ја гравитираат во повеќе населени места и општини во Скопје и низ Македонија. Изготвен правилник за избалансирани оброци, кои училиштата и градинките ќе мораат да го почитуваат, информира Министерката за образование и наука Рената Десковска. Преку контрола на квалитетот и нутритивната вредност на храната, ќе им се помогне на децата да им се формираат здрави навики и подобар развој. Државата преку контрола на квалитетот и нутритивната вредност на храната во градинките и училиштата ќе помогне да се формираат здрави навики кај децата, а ќе овозможи и избалансирани оброци. Ова беше истакнато на денешната работилница со подобра исхрана на децата до подобро здравје и благосостојба. Во Македонија има недоволна ухранетост, но и зголемување на телесната тежина кај децата. Поради неможноста дел од семејствата да им обезбедат избалансирани оброци, но и недоволна свесност дека храната, освен на физичкото здравје, влијае и на нивниот когнитивен, емоционален и социјален развој, како и на способностите за учење. Министерката за образование и наука Рената Десковска истакна дека студијата што е направена на Универзитетот Беркли покажала оти децата кои имале оброци со нутритивна содржина имале подобри резултати на државните тестирања. Република Македонија во своите заложби за подобрување на образовниот процес, покрај подобрување на наставниот кадар, програмите и унапредување на училишните услови, го вбројува и овој исклучително важен елемент на инвестирање во човековиот капитал, не само преку знаење, но и преку овозможување еднаков пристап за сите до здравите животни стилови и здрави навики. Во тој процес Министерството за образование и наука на оваа работилница го става во процес на јавна дискусија правилникот за стандардите за исхраната и за оброците во основните училишта кој веќе е изработен, во кој јасно, а врз основа на меѓународни стандарди и претходно спроведени истражувања се направени напори за обезбедување најсоодветна исхрана како еден од важните елементи на инвестирање во човековиот капитал од најраните години во животот. Избалансирана исхрана, освен во училиштата, треба да има и во градинките. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека иако и сега во градинките се води грижа за храната на децата, сепак правилникот ќе биде адаптиран и за предучилишните установи. Како што рече Царовска, Министерството прави напори да го зголеми опфатот на деца во градинките и доколку се опфатат за 50%, ќе се постигне поголем број на деца да имаат соодветни оброци. Ако бараме здрава животна средина, бараме здрава исхрана, со тоа обезбедуваме и здрав ран детски развој, за кој што ние како влада се залагаме, кој што е наша програмска определба, но и сите сме родители и веруваме во тоа дека подобар старт во градинките, подобар старт во образованието, но и здрава храна
во овие институции дава подобра можност за развој на нашите деца. Представникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс рече дека родителите, заедницата и општеството треба да знаат дека храната не влијае само на физичкиот развој и здравието на децата, туку го поттикнува и нивниот когнитивен, социјален и емоционален развој. Исто така може да се забележи од истражувањата дека овој проблем постои во повеќето земји, не само тука, и дека потребно да се намали внесувањето на шеќер, сол и на сатурирани масли. И оттаму е неопходно поголемо разбирање за овие нешта од страна на родителите, на заедницата, но и на целиот систем. И оттаму е неопходно да обезбедиме средина и во предучилишните установи и во училиштата, каде што ќе се обезбеди оптимален развој за децата. И како што истакна министерката, ова е поврзано со сиромаштијата. Во земјата постои стапка од 30% сиромаштија кај децата и оттаму треба да направиме се да се обезбеди добрата исхрана преку училиштата и на некој начин да се надомести она што семејствата не можат да го обезбедат на децата. Во организација на Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест денеска се одржа промоција на концептот на паметни градови како алатка за подобрување на животот во урбаните средини. Како една од можностите за подобар урбан живот беше и концептот паркирај и вози. Концептот паметен град и како тој може да ги подобри условите за живење во урбаните центри, преку комбинирање на економскиот и одржливиот развој на животната средина, беше тема на првата национална конференција за паметни градови во организација на Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест од Скопје. Извршната директорка на Екосвест Ана Чоловиќ-Елишовска изјави дека подготвиле информативна брошура за паметни градови за да дадат практични примери за тоа што значи овој концепт. Лишовска исто така информираше и дека паметните градови може да најдат примена во разни сфери од живеењето и со тоа да го подобрат животот на граѓаните. Паметни градови е термин кој во светот многу често се користи. Дигитални градови, паметни интелигентни градови и технологии. Сите сме свесни дека новите технологии го прават своето и го леснуваат начинот на живот на граѓаните, ја подобруваат комуникацијата со надлежните институции и помагаат во прибирањето податоци за посоодветно управување со просторот и урбаното планирање и живење. Заради тоа сакавме и во Македонија да ја започнеме оваа тема и оваа дискусија денеска со врвни експерти од областа кои ќе дадат свој придонес кон ова почеток на оваа дебата за тоа како концептот на паметни градови ќе го имплементираме и примениме во Македонија. Алатката Smart City или паметен град овозможува подобри услови за економски раст и развој на државата преку градење на одржливи урбани средини во чие создавање ќе учествуваат локалните власти, индустријата и граѓаните подеднакво. Стефан Божаровски, професор на Универзитетот во Манчестер, како позитивен го истакнува проектот Паркирај и вози, кој што се очекува да даде позитивни резултати доколку биде воведен. Елементите во смисла на инвестирање во велосипедски патеки и мерки за дестимулирање на користењето на автомобили, но и целиот паметен систем за управување и менаџирање со сообраќајот, кој што е предвиден во Смарт Охрид, се тие клучни компоненти. Паркира и вози се. Тоа е еден систем кој што е добро применет веќе во светот, но кај нас уште не е влезен. Значи, ако го земеме тој концепт, секако може да се размисли каде би се применило во Скопје. Нормално тука треба да влезат тие паметни системи за управување, за предвидување кога тој би функционирал, како би се внеле моменти на мониторинг, на следење на сообраќајот. Светската урбана популација е во постојан пораст и се очекува до 2050 година 70% од светската популација да живее во урбани средини, што само по себе е потврда за потребата од изнаоѓање начини и можности за одржливо живење, како не би се направил дисбаланс на релацијата урбано наспроти рурално живење. Македонија и оваа година е дел од најголемиот туристички настан и саем за туризам во светот кој се одржува во Берлин, со што ја зголемува можноста за зголемување на бројот на туристи во земјава. Од првите почетоци во 1966 година се до денес на саемот земале учество околу 10.000 изложувачи од повеќе од 180 земји и региони.
Македонија и оваа година е представена на водечкиот настан и центар на атракција за туристичката индустрија, кој влијае на искуствата за патување низ целиот свет ITB. Представници на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија до 11 март на македонскиот штанд ќе ги запознаат сите посетители со туристичките вредности на нашата земја. На сајамот во Берлин, туристичките субјекти од Македонија ги представуваат своите туристички производи кои ги следат светските трендови. Како што соопшти агенцијата, сајмот е одлична можност за зголемување на туристичкиот промет во Македонија. ITB Берлин е најголемиот туристички настан и саем за туризам во светот. Како интернационален бренд и приказ на која разви светски успех, нуди единствена можност на едно место да се запознаете со различни земји и региони низ целиот свет. Од првите почетоци во 1966 година се до денес, ITB Берлин поздравува околу 10.000 изложувачи од повеќе од 180 земји и регионот. Изложбениот простор од 150.000 метри квадратни на ITB Берлин секоја година ги исполнува светските стандарди во туристичкиот бизнис. Замислен како туристичка платформа, трговските субјекти имаат многу можности да ги прошират своите контакти и да градат партнерски односи со изложувачите, кои преку квалитетни понуди и разни настани го привлекуваат вниманието на 180.000 посетители. Намален е бројот на заболени од грип. Изминатава недела се регистрирани 2781 случаи, од кои најголем број од Скопје и Кавадарци. Незастапени се инфлуенца А и инфлуенца Б вирусот. Во текот на минатата недела од 26 февруари до 4 март во Република Македонија се регистрирани 2781 заболен од грип, што е намалување за 35% споредно со неделата пред неа, кога беа регистрирани 4258 заболени лица, се навидува во извештајот што на својата веб страница го објави Институтот за јавно здравје. Оваа недела најголем број заболени лица, 544, се пријавени од подрачјето на Центарот за јавно здравје Скопје, а највисока инциденца, 680,9 на 100.000 жители, е регистрирана на подрачјето на подрачната единица Кавадарци. Во сезоната 2017-2018 година вкупно се пријавени 19.210 случаи со инциденца од 928,4 на 100.000. Регистрираниот број на случаи е помал за 44% споредено со истиот период од минатата година. Се забележува заедничка циркулација на инфлуенца А и инфлуенца Б вирусот со доминација на Б вирусите. Во последните 3 недели се намалува процентот на позитивно тестирани примероци од вирусолошкиот надзор, слично како и во останатите земји во Европа, што укажува дека е достигнат пикот на сезоната на грип. Се очекува постепено намалување на нивото на активност на вирусот на грип во наредниот период. Општина Аеродром со 1 милион денари ќе ја спонзорира културната манифестација Гола месечина, која годинава во јуни ќе се одржува по 5 пат во Аеродром. Од општината велат дека оваа манифестација ќе придонесе за збогатување на културниот живот во општината. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и веде директорот на националната установа Театар Комедија Сашо Ристовски денеска потпишаа договор за спонзорство на меѓународниот летен фестивал на комедијата Гола месечина, кој годинава во јуни ќе се одржи по 5 пат. Општина Аеродром за организирање на овој фестивал, што се одржува на отворено, ќе додели финансиски средства во износ од 1 милион денари, а исто така и логистички ќе ја поддржи манифестацијата. Сметаме дека Гола месечина ќе придонесе за збогатување на културниот живот во општината и ќе ги анимира граѓаните во текот на летниот период, велат од општина Аеродром. Раководството на Театар Комедија, а заедно со членовите на комисијата на Гола месечина, од 1 до 15 април ќе ги селектира домашните и странските комедии, кои ќе влезат во потесен избор за репертоарот на годинешната манифестација, пошто јавно ќе биде објавена програмата. По повод Националниот ден на унгарците во општина Киселавода е објавен литературен конкурс за учениците од основните училишта во општината. Право на учество на конкурсот имаат сите ученици од основните училишта во општина Киселавода, кои имаат наполнето 10 години. За најдобрите следува награда – 9-дневно патување во Унгарија.
Општина Киселавода заедно со унгарската амбасада и Сдруженијето на унгарците во Македонија и годинава ќе го одбележат Националниот ден на унгарскиот народ 15 март. По тој повод во основните училишта на територија на општина Киселавода е распишан конкурс на две теми: животот и делото на Шандор Петефи и унгарската национално-ослободителна војна и буржоаска револуција. Право на учество на конкурсот имаат сите ученици од основните училишта во општина Киселавода кои имаат наполнато 10 години. Изработените трудови може да бидат во форма на есеи, раскази, поезија или во вид на видеопрезентација со придружен текст, а ќе ги оценува комисија од општина Киселавода. Крајниот рок за нивно доставување е 12 март 2018 година. За најдобрите учесници на конкурсот се обезбедени награди. За двете освоени први места во секоја од зададените теми од амбасадата на Унгарија во Македонија и Сдруженијето на унгарци во Македонија Теледом. Предвидена е 9-дневна екскурзија во Унгарија, која треба да се реализира од 2 до 11 јули годинава. Најдобрите трудови ќе бидат јавно прочитани на свечиноста по повод Националниот ден на унгарците, која ќе се одржи на 16 март пред спомен плочата на големиот унгарски поет и револуционер Шандор Петефи во населба Драчево. Општина Киселавода информира дека ова е само еден од проектите што биле договорени на неодамнешната средба на градоначалникот на Киселавода Филип Темилковски со унгарскиот амбасадор Ласло Дукс. До недела времето во Македонија ќе биде стабилно и суво. За време на викендот времето ќе биде притежно и сончево и значително потопло. Од понеделник ќе преовладува променливо облачно време со локален дожд и појава на грмежи. Утре во Скопје не очекува сончево и топло време и температура до 17 степени. Во недела ќе имаме сончево време со температури од 4 до 18 степени. Во понеделник повторно облачно време со повремени врнежи од дожд со температури од 6 до 20 степени. Во вторник температурата ќе се движи од 8 до 16 степени. По неколку неуспешни обиди да ја укинат забраната за движење на моторни возила, стопанствениците, сопственици на ресторани на Средноводно одлучија од утре секој нареден викенд да го блокираат патот до Средноводно за автобусите на ЈСП Скопје. Блокадата ќе трае од 11 до 16 часот. Ова е последната информација што ја подготвивме за урбаните вести. Благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер и убав викенд. Довидување.